За неполна една недела во основното училиште Климент Охридски во Прилеп поради заминување во странство се отпишале 5 деца, од кои само 3 утринава. Од 1 септември до денес се 22 деца, или за 4,5 години. Од ова училиште се отпишале 113 ученици кои што заминале надвор од Македонија. Зборував со сите родители нормално. Некои пробувате да ги одвратите до мислата, но тоа е залудно. Клучни причини за силувањето има неколку, но коренот е во недоврбата на институциите. Висока корупција, голема политичка нестабилност, желба за подобар животен стандард, проблеми во образованието, во здравството. Тие родители едноставно немаат чувство дека имаат перспектива за децата. Бројките се уште попоразителни на ниво на општина Прилеп. Од почетокот на школската година до денес во 10 основни и 5 средни училишта поради заминување во странство се отпишале околу 130 ученици. Во разни основи е иселувањето, не мора значи дека тоа е секогаш само финансискиот дел. Најчесто иселувањето е поради подобар живот. Тоа не значи дека животот е само во финансискиот дел. Кога родителите се одлучиле да заминат заедно со своите најмили, тоа значи дека навистина таа одлука е тешка, а верувам дека предстои на таа одлука многу проблеми со кои што се соочуваат во ова општество. Според наставниците, државата мора подитно да работи на сите проблеми од кои што произлегува масовната миграција, а една од причините било и немањето на стратегија за тоа какви кадри му се потребни на нашиот пазар на труд. Во моментот во Прилеп чекаат 400 наставници, околу 400 наставници од деленска настава за да се вработат. А од друга страна, диаметрално спротивно, немаме наставници по математика, биологија, хемија, географија, техничко. Немаме едноставно. А вамо е пренатрупано. Тука е, мислам дека тука е проблем. Не соодветно се пуштат кадри во институциите и во државата, поготово во образованието. Ти навистина ова е една состојба која што треба да не замисли сите нас возрастните, најмногу возрастните, зашто ние сме тие кои што ги создаваме политиките и ги креираме условите во кои што нашите деца и ученици треба да растат и да живеат и да се образуваат. Доколку продолжи овој катастрофален тренд, Македонија во иднина со сигурно ќе стане држава на старци.